Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, денеска сме пред антикорупцијската комисија и ќе поднесеме до истата Државна комисија за спречување корупција представка за фирмата Бригада Дизајн Доел Скопје, чиј директор и еден од сопствениците е Бојан Ивановиќ, советник од редовите на СДСМ во градот Скопје. Фирмата на Бојан Ивановиќ, советникот и член на СДСМ, земала тендери од Фондот за иновации и регулаторна комисија во висина од над 10 милиони денари, а јасно е каде е сомнежот и тоа веќе неколку денови го говориме, од СДСМ и од власта има единствено молка. Првите лица на институциите од каде ги земал тендерите се негови партиски другари, односно сопартици од СДСМ и директорите на Фондот за иновации, но и Марко Бислимовски, кој е претседател на регулаторната комисија за енергетика. А потоа имавме едно признание од актуелниот директор на Фондот за иновации Коста Петров, дека практично не ги користи услугите на агенциите кои земале тендер во Фондот за иновации за маркетинг услуги, ами работи со сопствена продукција, што уште еднаш покажа дека фирмата на советникот од редовите на СДСМ никој не знае што сработела во Фондот за иновации, каде што земала во изминативе години неколку поединечни тендери во висина од над 1 милион денари, или последниот тендер за кој што сите можеа да чујат и да видат, во висина од 11,8 милиони денари. Дополнително бараме антикорупцијската комисија да се разбуди од зимскиот сон и да почне да работи, да не чека дозвола ниту од Љупчо Николовски, ниту од Зоран Заев, бидејќи би сакал уште еднаш да ги потсетам антикорупционерите, нивната претседателка, дека се независно тело, а не тело кое треба ги команда владата, како што впрочем гледаме дека за жал сега се случува тоа, и да отворат случај да ги истражат овие сомнителни тендери за кои што говориме неколку дена, а има класичен молк кој што најверојатно значи потврда дека се фатени живи во сомнителен криминален тендер СДСМ. Во спротивно, уште еднаш антикорупционерите ќе покажат и докажат дека само се партиски привезоци на СДСМ и на власта и соучесници во криминалот на власта, додека истата оваа власт предводена од СДСМ им ги краде парите на граѓаните. Одговорност мора да има, а доколку антикорупционерите и понатака спијат, одговорност ќе сносат и тие. Сега доколку има прашања, па да ја влезам да поднесам представката. Повелете. Надвор од оваа тема прашање околу пописот, вчера изјавивте дека има некој договор меѓу Заев и Ахмети за бројките што би излегува од пописот. Од каде оваа информација? Не, еве да ги оставиме бројките на страна, да разговараме за пописот како процес, конкретно во однос на законот како на сила сакаат да го донесат и така натака. Очигледно е дека сакаат да спроведат политички, а не статистички попис како што треба. Зошто е важен пописот? Тоа неколку пати го говоревме ние, го говореше претседателот Мицкоски, го говореа и интелектуалците кои што ја разбираат ја работата проблематика. Пописот треба да биде статистичка операција за понатамошен развој во идните 10 години, да биде од помош на идните влади кои што ќе доаѓаат и локална самоуправа нормално во општините, да може да проектираат како да ја развиваат државата. Тука и ние посочивме дека треба се вразуми парламентарното мнозинство, односно власта предводена од СДСМ, и дојде го повлече овој закон кој што во моментов е во собраниските процедури, и потоа со консензус сите заедно да разговараме да донесеме нов закон, нормално и да има практично и да се избере термин кога би се обавил тој попис, бидејќи гледаме дека сите околни држави, но и државите од Европската унија заради пандемијата, за да биде релевантен пописот, го одложуваат за понатака. Сега има приоритет корона пандемијата, и веднаш потоа доколку се изгласа со консензус попис, да почне процедура за подготовка и за реализација. Сметаме она кое што кажавме и претходно, дека треба да се воведе фингерпринт, она кое што е можеби една од неопходните работи за попис на резидентно население, но доколку не послушаат власта, бидат глуви на нашите барањата на граѓаните, барањата на интелектуалците, експертите, ние кажавме и стоиме на тоа дека веднаш потоа ќе почнеме процедура преку Министерството за правда, преку локалните и местните канцеларии за собирање на потписи за поништување на оној закон кој што би бил изгласан, доколку се изгласа, доколку не се вразуми власта, и да
поднесеме нов предлог закон подоцна кој што ќе биде донесен со широк консензус. Ако ќе има попис во пролет, април, дали ќе ВМРО ДПМН ќе повикува на бојкот? Ние веќе говоревме на таа тема, односно председателот Мицкоски говореше детално на таа тема. Јас само би порачал уште еднаш, бидејќи се уште не е изгласан предлог законот на во собранието предложен од власта, да бидат разумни и во моментов да го повлечат за да биде донесен закон со широк консензус. Бидејќи во моментов сака да терат единствено попис како политичка операција, не како статистичка операција. Значи нема да бојкотирате попис. Во моментов потенцирам дека треба бидат разумни и да поднесат, односно да го повлечат овој закон кој што е во собраниските процедури, за да биде донесен закон со широк консензус. Во спротивно, како што реков, следниот чекор е собирање на потписи, кои што верувајте дека имаме огромна поддршка од граѓаните, дека веднаш ќе ги собереме и ќе бидат многу повеќе од потребните потписи, бидејќи имаме нормално поддршка од граѓаните и ќе поднесеме нов закон за потпис, бидејќи овој ќе им го поништиме со поддршката на граѓаните кои што ќе ги дадат своите потписи. Затоа во моментов првиот чекор кој што треба го направи власта е да го повлече овој предлог закон за попис, а потоа доколку биде изгласан, ние веднаш ќе пристапиме кон собирање на потписи за да им го поништиме и да собираме, односно мислења и консензуално да го креираме новиот предлог закон кој што верувајте дека ќе биде подоцна изгласан и ќе најде на овации од сите страни, бидејќи консензуално ќе биде направен. Тоа се оние два неопходни чекори кои што треба да се случат во моментов. Повлекување на законот за попис, доколку не го повлечат, ние пристапуваме кон поништување и креирање на нов. Тоа е она кое што би следало наредниот период. Така да видиме што ќе се случи, па ќе разговараме понатака за останатите работи. Ова не е најважно во моментот. Благодарам.